Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во близина на Неготино денеска беше домакин и на мастер класот за виното Вранец, на кој што учество зедоа винари од регионот, или да бидеме попрецизни, денеска учество зедоа винариите Стоби, Бовин, Пивка и Венец. Меѓу присутните на мастер класот беше и градоначалникот Тони Делков, исто така присутен беше и заменик министерот за шумарство и водостопанство, господин Благе Цветковиќ, како и заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски. На почетокот на мастер класот на присутните им се обратија градоначалникот Тони Делков и заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски. Сакам ево од моје име и од име на општина Неготино да ве поздравам сите, да посакам една успешна презентација од страна на стручните лица. Со мене денес и заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски, накратко и тој ќе даде едно видување. Благодарности за помошта која што Министерството за земјоделие во изминатиот период ни дава максимална поддршка за цел овој настан Свети Трифун. Да ги поздравам исто нашите гости кои што се од НДЖК Унгарија и гостите од Попова Бугарија. Тука ни се од центарот Изида СПА и сите енолози кои што учествуваат во денешната презентација. Накратко, нема да должам многу, убав ден, нека ни е за многу години и се надевам за успешна и плодна година. Во пресрет на големиот празник Свети Трифун, празникот денот на винарите, задоволство ми е што сум овде и пред се сакам да кажам дека овие настани се од исклучително значење за поттик на локалната економија, развој на локалната економија, во таа смисла ги поддржуваме. Се надеваме дека оваа година ќе биде успешна година за винарите. Сега не знам како делуваат овие временски прилики и неприлики услови, блага зима и така натака, меѓутоа се надевам дека во пресрет на утрешниот ден, кога треба да се закројат лозовите насади, дека тоа ќе допринесе на некој начин за успешна година. Денес во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи се одржа промотивен, традиционален, дегустативен и пред се хуманитарен настан по повод денот на Вранецот. Овој настан денеска исто така беше подпомогнат уште со два, да ги наречеме, поднастани, а тоа се раванијадата и зелникот од рацете на баба ми. На почетокот на присутните во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи им се обрати градоначалникот Тони Делков. Овдека сме на овој хуманитарен дел или делот каде што го промовираме за индивидуалните производители на вино Вранец. Околу организацијскиот дел и околу делот тоа повеќе ќе зборува директорот на библиотеката. Од име на општина Неготино сакам да ви посакам пред се да имате добро здравје, Свети Трифун да ни даде добра плодна година, а вие вака пензионерите исто најголем поздрав до вас и секогаш да бидете овака добри, насмеани. Потоа кратко обраќање имаше и директорката на локалната библиотека Страшо Пинџур, Катерина Данилова. Во име на манетот на нашите предци, во име на нашата традиција, го одржуваме овој настан, денот на Вранецот, каде што сите тие кои што се грижат за нашето културно богатство, денес се овде собрани заедно во организација на општина Неготино. Денес ги имаме жените пензионерки кои што учествуваат во организација и реализација на настанот Раванијада, еден од обележјата на нашето подрачје, и исто така заедно во соработка со градскиот музеј на град Неготино. Жените учествуваа во работилница и го организираат настанот заедно, во денот на Вранецот со зелникот изработен од рацете на мојата баба. Прекрасен ден, убав ден, ден за прослава на нашата традиција, обоен во боите на хуманоста, затоа што треба да кажам дека денес сето ова го правиме со цел да ја поттикнеме хуманоста кај нашите граѓани и има еден голем хуманитарен карактер, па затоа ги повикувам и сите сега
кои што колку може исто така да донира и да им помогнеме на тие кои што најмногу им е потребно. Организаторот на винариите кои што зедо учество по повод денешниот ден на Вранецот им додали посебни благодарници.